Представник од Министерството за правда, немав намера да се јавам за збор, она што го мисле во врска со законот го изнесов на Комисијата за европски прашања, се согласувам со колегата Велјановски, меѓутоа инспириран од вашето објаснување кое што го дадовте, морам да земам збор, на вистина, потребно е да отвориме ваква дебата, закони кои што не се усогласуваат со регулативата, со европската регулатива, упорно се наоѓаат на Комисијата за европски прашања. Односно, предлог законот за вештачење се усогласува само во 4 става, членот 15 и членот 17, каде што се предвидува електронска достава преку националниот портал, тоа е веќе регулирано со наш внатрешен закон и вие упорно, кога ја отвараме оваа проблематика, велите, се амнестирате себе си, велите одлуката за тоа кој закон на која комисија ќе се најде му припаѓа само на председателот на собранието, а понатаму во вашата дискусија, во вашите аргументи, рековте не сакаме да се навраќаме како во некој времење кога се одлучуваше самостојно, а сега кој одлучува? Се наоѓаме во собрание на Република Македонија како колективен орган или го оставате одлучувањето само на еден човек? Ајде да зборуваме за надлежностите. Само момент. Која е надлежноста на законодавно-правната комисија? Работата на собранието е организирана на тој начин што собранието заседава на пленарни седници во работни тела. Работните тела се основани со одлука за основање на работни тела и имаат свој надлежност. Една од надлежностите на законодавно-правната комисија, затоа сте и вие овде, колеги пратеници, е и покрај усогласеност на законите и други акти со Уставот и со правниот систем, како и нивна правно-техничка обработка, така и други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем. Каде тече законодавната дејност? Па ако прашањето за тоа кој закон ќе се најде на кое работно тело не е прашање од законодавна дејност, јас не знам што во оваа држава е прашање од законодавна дејност. Легитимно, правно основано и издржано е иницијативата на колегата Велјановски дека законодавно-правната комисија, му честитам за тоа, дека законодавно-правната комисија треба да се занимава со работата на Комисијата за европски прашања. Секоја чест. И ние, од една страна, сакате да промовирате во општеството меѓусистемска соработка за решавање на одредени прашања, а кога ќе дојдат проблемите овде во собрание, тогаш глумите дека секое работно тело си е башка посебно само за себе, а дека султанот овде ни е председателот на собранието и дека никој не може да му врати на неговиот збор. Па според одлука за основање на ова работно тело на законодавно-правната комисија, имаме и обврска да ги разгледуваме и да решаваме други прашања што се однесуваат на законодавната дејност. Овде тече законодавната дејност и прашањето е легитимно. Дали, еден добар пример, дали предлог законот за вештачење со 4 става кои што се набројани на вистина се усогласува со европската регулатива или се усогласува со веќе донесени закони. Одлична иницијатива и ви најавувам дека ќе бараме точка на дневниот ред и тоа нема да ја бараме само така, ќе обезбедиме и материјали со примери за закони кои што или немаат кореспондентни табели, или кореспондентните табели се однесуваат на одредени мисии или на некои други акти кои што не се дел од актите на Унијата со кои што Комисијата за европски прашања треба да врши усогласување, односно транспонирање, ќе го ставиме на гласање па да видиме како ќе се изјасните. Меѓутоа, несериозно е како законодавно-правна комисија да се амнестираме и да ја убедувате македонската јавност, затоа што пред се ова, знаете дека преносот од овие седници оди на јавниот сервис и не гледаат граѓаните. Несериозно е законодавно-правната комисија да кажува дека нема улога, нема надлежност во законодавната дејност, кога во одлуката за основа на работното тело пишува други прашања што се однесуваат на законодавната дејност. Прашањето за која комисија е надлежна и како спаѓа во прашање кои што се однесуваат на законодавната дејност. Уште еднаш ќе ја поддржувам иницијативата и ви најавувам дека ќе бараме специјална точка во која што
ќе побараме од вас како законодавна правна комисија, заедно со другите колеги пратеници, да се одважите, да ја анализираме законодавно правната дејност, да поразговараме кој, како и на кој начин се наоѓаат законите на Комисијата за европски прашања. Која е целта за испраќање на овие закони на Комисијата на европски прашања? Дали треба да се скрати времето за дискусија? Дали треба да се даваат погрешни информации, усогласуваат со правото на Европската Унија? Остануваат прашања кои што се надевам дека заедно ќе ги решиме овде на оваа комисија. Меѓутоа, несериозно е за законодавно правната комисија, како работно тело, да вели дека нема надлежност и дека единствената надлежност за ова е на председателот на собранието. Затоа и се јавив за збор, затоа што ако одиме до крај на процедурите, вие требаше да побарате реплика, ова да го изнесете во реплика, затоа што вашето обраќање од место на председател наликуваше на реплика, па потоа ќе имаше контрареплика, затоа еве се јавив за збор со една единствена цел да дадам поддршка на ваквата иницијатива, да ги исправам неточните наводи дека немаме надлежност. Не, имаме надлежност, други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и да најавиме дека ќе побараме токму ваква точка и да ве охрабрам уште сега да го прифатите, да разговараме, да одвоиме една седница на законодавно правната комисија, да поразговараме за овие проблеми и овде заедно да ги разгледаме кореспондентните табели. Ви благодарам. Добро.